Повторно, во отсуство на идеи и на конкретни проекти, а согласно неговата агенда и агендата на неговата партија и на неговиот лидер, се дрзна да внесува вознемиреност и правна несигурност кон приватниот сектор, пред се заради тоа што на законски начин, согласно напредни системи кои што се регулирани со Законот за јавни набавки, за фирми кои што учествуваат на тендерски постапки кои што се објавуваат од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а се во согласност со Законот за јавни набавки, со програмата за рурален развој, за инвестиции во руралните средини, за инвестиции во водостопанството, во изградба на објекти за наводнување, во изградба на системи за наводнување, во реконструкција на системи за наводнување, за санација на објекти и така натаму. И конкретно беа објавени документи каде што дополнителниот заменик министер, господинот Николовски, не објави дека на тендерот кој што бил објавен и се однесува за реконструкција на брана Пишица, доставените понуди од страна на учесниците, кои ги има како 5 компании, доставената највисока понуда била 69 милиони денари, што може да се види од документите кои што се јавно достапни и во Министерството и во електронските системи на Бирото за јавни набавки. И се достапни за целата јавност. Меѓутоа, тоа не се потенцира од страна на Николовски заради тоа што не му оди во прилог и ако го потенцира, нормално ќе ги промовира позитивните измени на Законот за јавни набавки и позитивните ефекти од страна на електронскиот систем за јавни набавки, кој што овозможува на вака доставените понуди од страна на овие 5 компании, каде што највисоко доставената понуда била со износ од 69 милиони денари и таа представува почетна цена од која што треба да се надаваат негативно, значи со пониски понуди на системот за електронско јавно надавање. При надавањето во негативна насока, значи надолу, со симнување на цените, компаниите можете да видите на колку чекори учествувале при надавањето, севкупно колку ја намалувале цената, првично доставено од 69 милиони денари, да на крајот се постигне цена од 48 милиони денари. Тоа е заштеда од околу 350.000 евра. 350.000 евра или 20 милиони денари се средства кои што се заштедени, а биле планирани во буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и биле предвидени во програмата за рурален развој. Овие средства, кои што се заштедени во износ од 20 милиони денари, се средства, да речеме, кои што се во висина на средствата кои што се наменети оваа година во програмата за рурален развој, во мерката за модернизација на земјоделските стопанства со набавка на современа механизација. Овој проект е незамислив, несфатлив и неразбирлив за господинот Николовски, за неговиот ум, за нивната матрица во Социјалдемократскиот сојуз и затоа плукаат по се што е позитивно и во Министерството и во однос на сите системи кои што се воспоставени од страна на владата на Република Македонија во изминатиот период. Ај кај што не се поимливи овие проекти за господинот Николовски и за неговата тајфа, туку се трудат на најдрзок и безобразен начин, со вулгарности и со плукања, да
ги омаловажат ефектите од сите проекти. Впрочем, овој проект за реконструкција на брана Пишица е со цел да жителите кои што гравитираат во овој регион, Пробиштивско, во регионот на општина Пробиштив и сите земјоделци кои што гравитираат околу оваа брана, да бидат задоволени со капитален објект кој што треба да се реконструира заради тоа што овој објект бил погоден со поплавата во 2013 година и ние како одговорна влада и на барање на тие жители таму сме предвиделе средства кои што ќе значат средства наменети за нив, односно за повторно воздигнување на оваа брана и овозможување на следните ефекти: наводнување на земјоделското земјиште за тие земјоделци кои што се таму, кои што бараат наводнување, нивните површини да бидат под систем за наводнување, да можат да ги обработуваат оризовите ниви кои што најповеќе ги има таму, да можат да бидат заштитени од евентуални надоаѓања на води при обилни врнежи од дожд или од топење на снеговите и да имаат поголема вредност на земјиштето кој што го обработуваат луѓето од селата Пишица и Гујовци, а исто така и трета намена има оваа реконструкција на браната Пишица, а се однесува на сите оние љубители на спортот и на рекреативниот туризам, на рекреативниот риболов, кои што во минатото ја посетувале оваа брана, имале можност да се рекреираат таму, да ловат риби рекреативно и на квалитетен начин да го поминуваат своето слободно време. Ова е тоа заради кое што Николовски и неговата дружина не можат да го сватат, не можат да го разберат и во отсуство на идеи или на друга конкурентна понуда, која што ние долго време ја очекуваме да видиме и земјоделците очекуваат, но ја немаат, настојуваат да плукаат по се што ќе се реализира позитивно. Еве конкретно за овој случај, не ги истакнуваат ефектите, не можат ни да ги осознаат, не истакнуваат дека за ова имало обезбедено средства во висина од 70 милиони денари и дека со електронскиот систем за јавни набавки и со електронската аукција дека се заштедени средства во износ од 20 милиони денари. Тоа не е својствено за нив и јас тоа го разбирам, меѓутоа не е добро заради тоа што предизвикуваат вознемиреност кај приватниот сектор, плукаат и напаѓаат и создаваат правна несигурност.